Владко Володимир Ѓорчив. Леле, не ми се верува какви. Абе, деца нови, немате таму некој да ставите да промовирате, да го кренете? Ама критериум за некој да стане функционер е колку повеќе ќе му се улиже на лидерот. Тоа е страшното. Па овој е клатиглава. Овој затоа тој највише вика може да да. му се улиже на лидерот. Да. Владко Ѓорчев, национален координатор за демографија и млади. Новите лица на ВМРО. Не види уште пострашно што нови лица. Леле. Ако е ова новото Не, лице. ама еве, Сега веќе му даат ко на Павле Трајанов 135.000 плата, кола и канцеларија и Види Павле Трајанов за време Ајде. дека студиравме на политички студии, Павле Трајанов ни беше мерило за како не треба да биде еден политичар. И Павле Трајанов гледа кај стигна. Владко Ѓорчев викаше јас ќе отворам власт е Павле се Трајанов. откажувам од политиката, доста беше, сега ќе одам во приватен бизнис, маркетинг агенција ќе отворам, Володимир Ѓорчев. Жалопојки се имаше, опрости да. од сите и оп, национален координатор за демографија и млади. Љубе Бошковски, значи не го можам човекот. Ама за него имаше една правилна дефиниција. Љубе го викаше Владко Ѓорчев Владче Клатиглава. Значи Владче Клатиглава со клатење на главчето вака цел живот е на државна цицка. Ете, Владче Клатиглава. Значи се проба во приватниот бизнис, виде дека е апсолутно неспособен да работи приватен, реален сектор и си се врати на државна цицка. Значи, ако не е партијата и државната плата, он е неспособен да се прехрани. Значи, такви луѓе ја водат државата, неспособни себе да се прехранат и со семејството, и сега ќе координира он. Што ќе координираш, Владко Клатигла? Ама види Мечка, тука има и Ке едно дели друго. совети за како се Значи прават ти деца. ако имаш неспособни како Владко Ѓурчев, ние како народ ги храниме и им обезбедуваме плата на неспособните луѓе што не можат да се снајдат на друго поле. Тоа е уште поголема трагедија. Нема. Тоа збориме. Се проба и толку. Ништо. Најдобро е вака. Зиме си државна плата, ко Павле Трајанов, 135.000, шо ќе прави човекот? Да бе, канцеларија ќе му дадат. Шофер. Партија човек и толку. Значи, човек кој што за една година му пропадна бизнисот, ВМРО-вскиот тоти. иако имаше добра промоција за да му трне у бизнисот, и бизнисмен требаше да биде. Бизнесмен. За една година пропадна у реален у приватен сектор и се врати. Значи, овие луѓе да не им е партијата се никој и ништо, нула. Значи, едно големо ходајуче ништо, што би рекол еден што чува кози. Како да... Ја не знам како оваа влада планира да биде успешна влада. Абе види, овој Не го козарот... спомине тој. Да бе, Со кози. козарот, ја се мислев дека ќе ги однесе козиве на терен према да ги истрча и да ги напаси. Не го спомињете козарот, он у моментов дома врти кругови, се мисли што ќе направи Вардар викендов. Дебе брат, тај Иначе- жити све сега не било. И па ти го спомна. Па јас спомнав, добра му е дефиницијата, ходајуче ништа. Да. Ама Па он толку, што не го понатака. збореш, проблеми има човек. Со закјутев тебе? Види, да, се роди, види. Како? Луѓе са бајле Знаете, гледав трагедија. Аграр на МТВ, леле која дупка сме за греото. Аграр е најбоља емисија на МТВ. Најбоља емисија. Не сум пропуштил епизода. Аграр. Мечка изненадуваш. Што збориш бе стварно? Не. Немам пропуштена Изненадуваш што емисија. не си пропуштил емисија, иначе дека е Аграр? добра емисијата е добра. Па јас сум најредовен гледаш на МТВ.
Владко Володимир Ѓорчив. Леле, не ми се верува какви. Абе, деца нови, немате таму некој да ставите да промовирате, да го кренете? Ама критериум за некој да стане функционер е колку повеќе ќе му се улиже на лидерот. Тоа е страшното. Па ово е клати глава. Ово затоа највише тој вика може да да. му се улиже на лидерот. Да. Така е председателе, напред председателе и тој е главниот Славица критериум. Тасевска И затоа те имаме таква кадровска политика, такви кадри. Значи кадровската политика до сега мислам дека најголемо промашување направи од сите влади до сега. Хода и уче ништа е на Мирка Велионска. Се извинувам на Мирка Велионска. Да ти кажам, мечка, ја гледам Аграр и Бразди на Канал 5. Да бе, тие две емисии неам пропуштено. Крапица, него закаче бунтурче, него го спремаат за нешто поголемо. Значи он се уште нема функција во оваа држава која што е достојна за неговиот PhD капацитет. Значи он сега е да ги професор, доктор по све и чекајте. Оние сега што се дали, они кога ќе станат милионери, овие што се сега на власт, Голобрадите момчи? дали ние ќе викаме или дали Мицкоvić ќе рече дека од голтари ги направил милионери. И за тоа ми е највише криво, што од голтари стварно ќе станат милионери на грб на народот. Володимир Ѓорчив, брат. Национален координатор за демографија и млади. Колку ги изнима плата? 135. 135? Значи Плюс канцеларија, плюс секретарка, плюс... Па свано милионер годишно поише од Па милиони, сега... милиони 300, колку? Милиони нешто ќе прави. Годишно? Значи од прилика за 4 години. Што ти е бе брат? 2 милиони 800.000. Не, милиони 800.000. А Нора што стана? Добро, 2. Нора беше? Која? Нола. Нола. Предавничката на ВМРО што го предаде ВМРО таа за името? Да. Таа стана представник на... И тоа е На измислена српска функција. стопанска комора. Представник на Српската стопанска комора во Македонија. А што таа е? Таа е без координација со Мицко? Оу, да бе. Ама знаеш што? Ама знаеш што? Да се пазат србите да не ги продае на косоварите, па да стане косовската, а српската тука. Друго што имаме денес? Па Мицко, например, вика дека не треба и на у Скопје не му треба само на Скопје 250 автобуси, им требаат и на другите општини 250 автобуси.